Ние збориме овде за состојба во образованието во кој што недостасуваат сериозни средства. И тоа не се мали средства. 10%, повеќе од 10%. Значи, некаде околу 3-14% од средствата што ги добиваме од Министерството сме кратки во извршувањето, односно плаќањето на обврските кон училиштата во општина Карпош. Особено сериозен проблем станува топлинското, односно топлувањето. И ние треба да имаме што понатака. Обврската на владата е да ги финансира училиштата преку блок трансакции, да ги финансира платите, да ги финансира и тековните трошоци, како што гледате вие таму ќе можете да забележите дека од сите средства што ги добиеме од 200 кусур милиона денари, све оди од плати ни остануваат 17 милиона денари. 17 милиона денари. Поделете го на 10 училишта, колку е тоа? 1.700.000. Поделете го на 12 месеца, 1.700.000 по училиште, колку пари добиват и училиште? Со 100.000 денари може да се плати струја, вода, телефон, грејење, џубретарина, кредит да се купи, средства за хигиена и така натаму и така. Ма ги они жарни треба да видиме. Има ли логика обврската за образование кој што си е на владата да паѓа на некој друг? Ние, нашата обврска е да управуваме со училиштата, а финансирањето си е на владата. Ние збориме за тој проблем кој што ние е сериозен. И вие, колешке, ако работите веќе во Министерството за образование, мислам да ги впрегнете своите сили, да видите што е тоа што е можно вие да помогнете на општина Карпош, односно на нашите деца во општина Карпош, кои што сериозно се оштетени за сериозни средства, во кои што ние треба, утре може да се случи да топлификација ни го исклучи од топлувањето. Кажете ми, кај ќе немаме 28 милиона денари да платим за топлување? Кажете ми, кој ќе ги надомести тие средства? Како ќе ги обезбедиме 28 милиона денари да платиме топлување? Ако сте заборавиле уште во времето на вашиот градоначалник 20 милиона денари како уштежеше за отоплување. Значи, тоа се средства и проблеми кои што се провлекуваат веќе со години. 4,5 пати е зголемена нашата обврска по основ на ангажирана мощност. Значи, благодарение на промените што ги направи регулаторната комисија и третирајќи ги училиштата како да се деловни објекти. 2,5 пати е зголемена цената на испорачената топлинска енергија. Значи, огромно ни се количина на зголемување на трошоците, во исто време владата ги зголемува платите, а блок дотациите минимално се зголемуваат. Во маса од 2000, не знам тамо, 7-8 година до сега се зголемени за некои 13 милиона денари, а платите месечно од 13 милиони 300 дошле до 16 милиони 600. Значи 190 кусур милиона ние денари имаме само плата како резултат на законски измени што ги направила владата односно со зголемување на платите во делот на образованието. Ако зголемува плати, владата треба да зголеми и пари за тоа. Иначе знаеме ние да броиме. Пред владата да со ребаланс во 2010 година ни додаде 11 милиона и 200, благодарен сум му на министерот за образование, реално човекот има разбирање за проблемите. Одговорно ви тврдам дека не се сите проблеми кај него, има проблеми кои што ги создава министерот за финансии, дека и тој не е доволно моќен да се избори за соодветни средства во делот на образованието како ресорен министер. Далеко тоа, сум бил во влада, знам како функционираат овие работи. Ама оваа состојба станува неподносливо. Значи, прво со буџетот ќе ни намалат средства, со ребалансот уште малку, наредната година па уште малку и сега со една ребаланс ни додаде и колешката ни вика: вие имате 4 милиона и тамо не знам 700.000 денари сте зеле повеќе пари во однос на претходната. Ама не кажувате колешки дека со буџетот за 2010 година ни беа намалени пари. И ние не ги носиме тие пари дома, тие се тука. Колку пари ни се дават, толку пари префрламе на училиштата и гледате дека има огромни проблеми. Имаме сериозни проблеми, каматни, трошоци, таксираат на училиштата секој месец. Доаѓаме во ситуација на училиштата не можат веќе ни превозот да го плаќаат. Ние ќе мораме од наредната година сите оние што не живеат на територија на општина Карпош, нека извинат. Еве да ви кажам, 800.000 денари годишно добиваме средства за превоз на ученици од други општини на територија на општина Карпош што доаѓаат, а нашиот трошок е 2 милиони 400. Тоа значи дека од граѓаните на општина Карпош треба да земам пари и да ги финансирам доаѓањето на учениците од други општини. Ќе го поддржите ли вие тоа? Фер ли е таков однос, кажете? Фер ли е ние наместо 28 милиона, односно
пари колку што имаме, сигурно дека ние мора да се отопуваме, сигурно дека сите 28 милиона не се фрламе во ветар, ама минимум 10 до 13 милиона денари ние годишно фрламе во ветар, наместо со тие пари ние да ги подобриме условите за живот во училиштата, или да купиме опрема, или наставни помагала и така натаму, ние му ги полниме джеповите на Кажиришев. Се спомнам на вашето гласање. Јас разбирам кога сте против проекти што ги предлага градоначалникот и кога сте против она што доаѓа како предлог од Советничката група на Социјалдемократскиот сојуз. Ама не можам да ве разберам вас од ВМРО-ДПМН кога сте против сопствените деца кои што учат во училиштата на територија на општина Капуш. Не можам да разберам како може да кренете рака против информација во кој што јасно и недвосмислено стои колку се приходите на општина Капуш што стига по основ на дотација од владата, колку издвојаме за плати и колку останува за функционирање на училиштето. И вие дигате против таа информација. Не ви се допаѓа информацијата, сакате да кажете дека ни остава. Да направиме друга информација која што ќе ни останува 28 милиона годишно, веројатно тоа што кренете рака. Или кој што кажеме право за владата на Република Македонија, таа ни ги скина средствата ако можеме и да немаме грејење, како што ние денеска овде немаме грејење, Белгин ќе издржат децата и така натаму, ќе се челичат, ќе видат спартанци, така да пишеме веројатно подобро повеќе ќе ви се допаѓа таква информација. Вистина вас срамота. Урбанистичкиот план за касарната Илинден е започнат да се работи по барање на владата уште во 2009 година. Овој урбанистички план општината прифати да го работи без никакви забелешки, иако искрен да видам наше размислување дека треба да се изврши целосно дислоцирање на касарната Илинден и дури, за да не бидам сватен погрешно, на министерот Коњановски му предложив дека јас како градоначалник сум подготвен да се откажам од сите средства што треба да пристигнат во општината Карпуш по основ на продажба на земјиште, комунали и така натаму, да тамо да се направи навистина населба по сите стандарди и да биде онака како што е предложено со проектот, односно со урбанистичкиот план предложен од страна на германската фирма и да касарната Илинден се дислоцира аеродром Петровец или на некое друго место, зашто ми беше одговорено дека за тоа треба 50 милиона евра. Да, реков, ако учествуваме и ние како општина, ако учествува и градот Скопје, ако учествува и владата, и сето тоа ние нема да го направиме за една година, туку ќе се прави повеќе години и ќе направиме касарна по НАТО стандарди, а не да имаме касарна по бивши југословенски стандарди. И како што гледате овој зап онде што влегува во касарната на како тоа ќе биде овде имате згради и унатре ќе гледат како војска вежба и така натаму. Толку ли беше проблем или не знам, но одредени делови има стара бензинска пумпа да се дислоцира бензинската пумпа, за да таму навистина да се направи еден план со сите лишени. Значи план како што треба да изгледа со улици, со инфраструктура како што треба да изгледа во 21 век. Што ми е поентата на оваа дискусија? Поентата ми е дека сме биле максимално кооперативни. Сме биле подготвени да учествуваме и повеќе од колку што треба, за да таму навистина добиеме капацитети, индивидуално, колективно домување, значи за заеднички содржини и така натаму, резиденции, се она што потоа на долг рок ќе значат приходи за општината Карпуш. Ако сега, например, ние немаме приходи од тој дел, од продажба на земјиште или не знам што, меѓутоа во наредниот период таму ќе се изградат многу објекти и општината Карпуш ќе приходува од данок на имот, данок на продажба на имот и така натаму. Значи, ако гледаме на долг рок, убаво е целиот тој комплекс да биде захватен и да биде потоа во составот на општина Карпуш. Меѓутоа тоа не беше прифатено. Планот го работевме. Овој план го доставивме во јули месец 2009 година на ревизија во владата. Назад ни го вратија во февруар месец 2010 година и сега кога зборуваме за одговорности, во меѓувреме како резултат на мрзливоста на службите кои што го работеа овој закон, во меѓувреме законот со кој што се даваше приоритет на урбанистички планови кои се предложени од страна на владата, му истече рокот на важење и ние веќе не можеме овој закон, односно овој план да го носиме по скратена процедура, туку мораме да одиме во редовна процедура.
доколку владените служби ревизијата си ја направија пред месец февруар 2010 година, односно да не го држаа планот во влада цели 7 месеца, овој план веќе ќе беше една година усвоен и веќе таму ќе се градеше. И беа потполно неинвентивни и беа апсолутно неодговорни со тоа што не најдоа начин евентуално да го продолжат важењето на овој закон, за да овој план се донесе по скратена поставка и немаше никакви проблеми да има со тоа. Следната работа. Потоа моравме да преминеме на нормална процедура. Да го носиме во две фази, во нацрт и во предлог варијанта. Ние овој план го изработивме, значи кај нас беше целосно готов на 28.5.2010 година, односно објавена јавната анкета на 28.5. Потоа, се извинувам, на 18.3 објавена јавна анкета. За да на 28.5 ние бевме целосно подготвени и потоа влезе во останатите процедури, надод Скопје, ревизија, не знам, министерства, надлежни и така натаму, да ни дадат мислење за овој план и ние, ако се сеќавате, го ставивме на седница на Совет од 15 јули 2010 година. Ако се сеќавате, тогаш по барање на советничката група на ВМРО ДПМН, овој и уште 4 други планови беа тргнати од точки на дневен ред. Овој план го ставивме и другите планови на следната седница која се одржа на 30 или 31 август, ако се сеќавам. На 30 август мислам дека беше, и тоа беше по барање на колешката Цветанка, бидејќи се враќа од одмор, ме замоли да максимално пролонгираме седницата, да биде на крајот на месецот, бидејќи се враќа тој ден од одмор, и така беше, и ние го усвоивме овој нацрт детален урбанистички план за касарната илита. Сакам да поставам прашање. Дали до овдека е се јасно и дали до овде околу датумите, процедурите имаме нешто спорно? Проверите се уште имаме само момент. Јас се извинувам. Во тој случај, значи, планот сме го ставиле во јуни, а сме го на 15 јуни, а сме го усвоиле на 30 јули. Значи, месец и пол подосна. Но факт е дека првото ставање на овој план на седница на Совет, по барање на советничката група, тој и уште 4 други планови беа тргнати како точка од дневен ред. Тоа е факт. Добро. Не, јас сега до тука ви ја завршам дискусија, информација. Дали до тука е точно или не? Вие однесто ми реагиравте и ми рековте не е во август, е во јули. Океј, се сложувам, тоа е така. Го прифатим. Значи на 30 јули ние усвоивме планот. Бидејќи е невообичаено да се прави анкети во време кога луѓето се на одмор, значи ние го пролонгиравме при крајот на месец август. Можете да ме колегите да кажат кога точно беше анкетата, негде од кај 20 август мислам дека беше, или 25. Од после 20 до 3 септември требаше да трае, на први беше така. Во втората половина на месец август. Видете точните датуми сега. Значи, јавната анкета траеше до 3 и беше прекината на 1. На први. Това е согласно службените вестници. Не е ништо спорно. Не е ништо спорно. Значи, ние овој урбанистички план сме го ставиле и сме го работеле согласно сите кодекси и согласно етичките норми. Не е фер да ставиме јавна анкета во време кога луѓето се на одмор. Сме го ставиле крај на август, сме водиле сметка за се и немало никаков проблем. На седницата која што се одржа крај на август, тогаш беше, се извинувам Светанка, таа седница за која што зборувам од 30 август, овде советникот Ранко Петрович, а потоа и господинот Роберто стана и побара да ние да започнеме со работа на урбанистичките планови, бидеме максимално транспарентни и да секој граѓанин кој што живее на таа територија го известиме за тоа дека отпочнуваме со работа на, односно ќе се изготвува нов урбанистички план. Беше тоа барано колега од ваш овде од оваа говорница или не беше барано? Сега да ми одговорам или... Одговорете ми. Значи, идејата на Ранко беше дадена на самата седница. Ние начално бевме согласни, меѓутоа никаде не остана
дефинирано што значи транспарентност. Господине Грабачи. Значи, пазете, уште една сакам да потенцирам дека зборуваме за седница која што се одржаваше месец дена после тоа, за детален урбанистички план кој што беше веќе во фаза на 3 или 4 дена пред крај на јавна анкета, значи работа која што беше предлог на независниот советник и ние бевме спремни да ја поддржиме ако ја разработиме. Значи, јас на истата таа седница ќе ви ја повторам дискусијата дека вашите барања се обратно пропорционални од заложбата и политиките на владата на Република Македонија. Така ли беше? Владата со новите законски решенија ја намалува транспарентноста, меѓутоа ја зголемува ефикасноста, ја зголемува брзината за носење на детални урбанистички планови. И дека вашите барања се сосема спротивни од заложбата на владата. Од она што и министерот Јанакиевски, и министерот Пањановски бараат од мене да го донесам овој план што е можно побрзо. И тогаш ќе рекол, тоа ваше барање значи да вака ви покажам со прст. Овој урбанистички план за Илинден да ја прекинам јавната анкета, да побарам од катастар податоци кој се има интерес на тој дел и кој има земјиште и откако ќе добијам тие податоци, дури потоа да продолжиме со работа на овој урбанистички план. Токму вие одмесно ми кливате со глава, а потоа ја напуштите седницата ако се сеќавате и потоа се врати една советничка, независна, која овде од оваа говорница кажа дека ако таа ќе остане на седница на совет, само под услов ако се прифатат барањата на советничката група на ВМРО-ТПМН за поголема транспарентност при изработка на деталните урбанистички планови, односно сите граѓани да бидат информирани пред да се отпочне со изработка на деталните урбанистички планови. Ние тоа го прифативме и наредниот ден јас како градоначелник согласно она што ви го кажам од одговорница го повлеков урбанистичкиот план. Зашто? Затоа што вашето изживување и вашето барање за транспарентност и надвор од законските норми и законските обврски што ги имаме ние како општина да ги правиме, не може да биде на останатиот дел од граѓанството, а она што е влада и владни проект, тоа може да биде нетранспарентно, за тоа може никој да нема интерес. Сакате ли да ви кажам колку граѓани дојдоа кај мене да ме молат планот да не се донесе затоа што се во поставка за денационализација на касарната Илинден за нивно земјиште? Дури една странка се обрати со 72 хектари земјиште таму нивно. Знаете ли тоа за колку богатство се работи? Кој 5 хектара, кој 7 хектара, кој 3 хектара, кој 5000 метри квадратни и така натаму. Значи, има ли интерес луѓето таму? И сега да ве прашам, како можам јас, а и вие, да ми барате транспарентност од општината и да ги известувам сите граѓани кога носиме било кој друг план, ама само не треба да бидеме транспарентни и не треба да ги известуваме граѓаните кога го носиме планот за кој што е посебно заинтересирана владата на Република Македонија. Извинете, ама јас овде не сум ставен да ги војам граѓаните. Јас овде не сум ставен да служам на владата, а не и на граѓаните. Поставен сум тука, да, ќе служам првенствено на граѓаните, ќе служам и на владата. Зошто? Затоа што таа е моја влада. Таа е влада на оваа држава. И затоа што јас во кабинетот на Милија Јанакиевски се договоривме дека ниту еден проект на владата во општина Карпуш нема да биде обструиран, но во исто време дека ниту еден проект што би има општина Карпуш нема да биде обструиран од страна на советничката група на ВМРО-ТПМН. Ние секој урбанистички план што овде го стававме, секој го стававме со сум димаки. Вие во јуни месец ги повлековте тој уште 4 други планови и стално наоѓавте некои рачки за да се повлекуваат плановите. Доаѓавме овде да убедувавме што не е точно, 7 дена имаме како сме ги доставиле плановите, што има ново овој план и така натаму и за да се случи тоа што се случи со касарната Илинден и наместо потоа да си ја сватите грешката, да си се повлечете од она што буквално си живувавте овде на седниците и на говорниците, вие се обидувавте потоа на сила да си го спроведете тоа што сте го научили. Јас сакам да ви кажам дека одлуката на Советот ја спроведов, го повлеков планот од анкета и побарав од катастарот да ми достави податоци. Катастарот ми достави податоци, ама половишно. Директорот на катастарот дојде кај мене и се разбравме дека половина од податоците што ни се доставени не се употребливи.
но останатата половина не ни се употребува. Тој ми рече, и ако се сегавате во медиумите излезе дека општина Карпош прво треба да плати па да добие податоци. Сега вака да ви кажам. Значи општина Карпош за да ги добие тие податоци на катастарот требаше да му плати 3.500 денари. Ние тие 3.500 денари сме ги платиле на 12 доказ на 12 јануари 2011 година. Денеска сме 24 февруари, податоците ги нямаме да видим. И беше на катастарот до 3.500 денари, кои што општина Карпош нема да ги плати. Или има нешто неплатено. Туку беше само да се обструира, а до ден денеска, скоро месец и пол, ние податоци од катастар немаме. И тогаш има поверување од директорот на катастарот, вие уплатите ги парите, ние веднаш ќе ги доставиме податоците. До денеска, почитувани пријатели, 3.500 денари стигна на сметка на катастарот, а ние податоци немаме за да продолжиме, потоа да направиме излагање на земјиштето и лицата да ги информираме и да продолжиме со работата на овој урбанистички план. Ете, така и на таков начин работат владините институции. И замислете ме, молам, мене ми праќаат дописи во кои што во рок од 2 дена треба да постапам, или во рок од 1 ден. А тие кои ќе им даеш пари, авер нема да направат нешто или да постават. Или кога ние нешто бараме од владините институции, или се игнорира, или не се одговара, или негативно се одговара. Конкретно имаме предмети во инспекторатот за урбанизам кои што стојат со месеци, нити има позитивно, нити има негативно мислење и така натаму, што сметаме дека апсолутно некоректно. И апсолутно некоректно е да дошли на Карпош некој бара да донесе соодветно решение во рок од 1 ден. Јас сакам да кажам дека максимално совесно се посветувам на сите обврски и имам во обзир сите интереси на граѓаните и на Карпош и на Република Македонија. И имам во обзир и интересите на владата на Република Македонија и ни случајно не сакаме да кочиме проекти кои што се означени за целата држава. Но во исто време сметам дека и овде советничките групи треба да бидат на висина на својата задача. Да имаат слух за проектите и потребите на граѓаните на општина Карпош и кога се работи за проекти кои се битни за граѓаните на општина Карпош, исто така да даваат соодветна поддршка. Зашто во спротивно ние не сме должни да даваме поддршка само на владините проекти. Јас ќе им набројам. Подонесоме планот за Зајчевит. До сега ниеден копач не е. Подонесовме за етно село. Се уште етно село не се гради. Донесовме војна болница. Година и пол. Се уште таму не е започнато да се гради. Донесено е за војниот комплекс во Бардовци, што требаше градат згради и така натаму. Иако нашите служби кажува на владата дека тоа земјиште ќе се денационализира, владата инсистираше да се донесе урбанистички план, до ден денеска не е направено. Драмски театар. Сте чули ли нешто адрес за драмски театар? Тоа е побарање на владата. Ќе се правил доле театар, горе хотел и така натаму. Ети тоа. Алумина. Прашувате зошто не се извршува буџетот, па се дадевавте дека оваа влада тоа е сериозен проект, дека тие од што евреите ќе дојдат, ќе градат и така натаму. Ни дојдоа, тие приходи автоматски ние ги немаме овде во нашата општина. Иако направивме се како што ни побара, дури ставивме 100 метарски високи згради без било каква забелешка, иако е против сите мои принципи. Иако сме биле против овој урбанистички план, ние ќе го обструираме. И оно што е најбитно, се сеќавате добро, на 30 јули, кога го гласавме овој урбанистички план за касарна Тилинден, советниците од ВМРО ДПМН беа 8, бевте 8, советничката група на Социјалдемократскиот сојуз беше и останатите што поддржуваат беа 11. Значи, ако бевме против овој план, ќе креневме рака дека сме против планот, ќе го соборевме и завршиме работа. Значи, сакам да кажам, во цела оваа постапка имаше јасно изразена волја од општина Карпош и од мене како градоначалник и од советничката група на Социјалдемократскиот сојуз и на останатите кои што и од ЛДП и од ВМРО Народна дека го поддржуваме овој проект и дека целата работа се искомплицира откако се претера со барање кои што не се разумни и во кои што деновиве јас од инспекторатот за урбанизам добивам нападствија дека не сум должен да ги почитувам тие барања на советниците зашто не биле согласно со законот. Благодарам.